Министерката за култура Костадиновска Стојчевска ќе се обидат да го вразумат Ковачевски дека не треба да бидат под ист кров со џез оркестарот. Вработените во филхармонија ја сменија адресата на протестите. Од пред Министерството за култура денеска ги преселија пред владата. Сотир Трајков. По протестите пред Министерството за култура, вработените во филхармонија денеска излегоа на протест пред владата, незадоволни од незината одлука за привремено сместување на новиот џез оркестар во зградата на филхармонијата до неговото правно оформување. Вработените од оваа национална установа во знак на протест го свиреа тешкото од композиторот Глигор Смокварски. Од протестот побараа државата да ги заштити како прв и единствен симфониски оркестар во земјава, кој постои 79 години, а премиерот Ковачевски да се вклучи во решавање на проблемот. Бараме ифна средба со премиерот за побрзо надминување на проблемот во кој сме втурнати без наша вина. Нашата институција сосема непотребно е ставена во ситуација која мора да биде надмината и апелираме што поскоро да се најде решение. Подсетуваме дека и покрај известувањето на Министерството за култура дека работат интензивно на проблемот со сместување на новоформираниот џез оркестар во филхармонија, до моментот не го решија проблемот. Покрај изведбата на тешкото, вработените во филхармонија протестираа и преку поставени транспаренти на оградата, а на еден од нив стоеше пораката "Блокирана сметка не е решение". Дали Министерството за култура им ја блокирало сметката во знак на одмазда, одговор побаравме во ресорот, но оттаму демантираа дека сметката на филхармонија е блокирана, а од владата велат дека преку Министерството за култура од моментот кога е донесена одлуката за формирање на џез оркестарот се ангажирани за пронаоѓање трајна адреса за новата установа. Во одлуката јасно е наведено дека новата установа административно и времено е со седиште во објектот на филхармонија до потребниот временски рок за нејзино формализирање. Овој временски рок ќе биде децидно запазен. Протестите на вработените во филхармонија започнаа од крајот на април со образложение дека нема просторни ни технички можности двете установи да работат под ист кров.